Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Јас сум билкарот Мартин Најдовски, а денес сакам да ве запознам со една билка која што е доста позната, која што имате во вашите дворови, ја имате во вашите градини, ја садите, ја одгледувате и верувам дека знаете за нејзината лековитост, бидејќи самото име на оваа билка покажува колку е таа лековита. Денес зборуваме за здравецот, или уште познат како Гераниум макроризум. Ова врста на здравец, да напоменам дека ова е градинарскиот или обичниот здравец, пошто е наречена во народот, значи здравче, здравило, обичен здравец, домашен здравец и слично. Да напоменам дека постојат повеќе видови на здравец, значи ова е само еден од нив, постојат значи црвениот здравец, робертијанум, кој што е всушност уште наречен како смрдлив здравец, потоа постои крвавиот здравец, односно планинскиот здравец, значи има повеќе врсти на здравец. Денес конкретно зборуваме за Гераниум макроризум, односно овој обичниот здравец кој што го имате сите во дворовите, кој што го одгледувате и го садите и слично. Значи станува збор за билка која што претежно расте од 40 до 50 см во висина. Се карактеризира со тоа што има доста јак корен и коренот нејзин може дури да достигне до 1 метар, значи во должина. Нејзините стебленца се доста кревки и се доста долги, значи ова е стебленцето на здравецот. Лесно кршливи се, значи навистина многу лесно може да се скршат. Обложени се со ситни бели влакненца, додека пак листовите се значи лепливи и кога ќе се протријат, значи на самиот допир од билката се испушта, за некои луѓе е пријатен мирис, за некои луѓе не е баш пријатен мирис. Оваа билка значи цвета негде од прилика од месец јуни, значи претежно месец јуни па се до месец јули, зависно до кој предел расти, зависно каде имате, бидејќи во пониските предели раст, односно цвета во месец јуни, додека пак во повисоките места, односно бидејќи ова е планинска билка, значи расте на планина, односно цвета негде во месец јули. Оваа билка преферира влажни места, значи можете да најдете на влажни места, значи покрај реки, потоа расте на карпи, претежно во мов, каде што е повлажно. Може да се најде значи во шумите, како што реков, станува збор за билка која што е планинска билка и оттаму всушност се зема и се употребува. За лековити цели значи се употребува целата билка, односно се употребува коренот заедно со нејзиниот лист. Цветовите на оваа билка се всушност виолетови кои што наликуваат на клунот штрк, бидејќи нејзиниот толчник е доста долг, па затоа за некои луѓе значи наликува на штрк. Во народната медицина, значи оваа билка наоѓа доста примена и има широк спектар на лекување поради нејзиниот хемиски состав, значи во нејзиниот состав оваа билка содржи танини, доста богата, негде околу 20% на танини содржи, потоа содржи значи најразлични етерични масла, флавонски хетерозоиди, потоа може да се најдат најразлични други компоненти, од кои што етеричното масло и радиумот се доста карактеристични и значајни за оваа билка. Може значи оваа билка во пред се народот зашто ја употребува, тоа е многу битно, односно во народната медицина значи се употребува против најразлични крварења. Изварена билка за запирање на крварење поради присуството на танините кои што имаат стегнувачки ефект. Значи против најразлични крварења, без разлика дали станува збор за крвави хемороиди, дали станува збор за крварење од плуќата, дали станува збор за крварење од носот, од устата и слично, менструални, односно обилни крварења, оваа билка е број 1 за сите овие заболувања. Потоа, покрај крварење, значи може да се употребува кај најразлични проблеми со дигестивниот тракт, односно кај проблеми со повраќање, гадење, проблеми со цревата, значи за подобрувањето на цревната флора, кај најразлични проливи, бидејќи има стегачки ефект, кај воспаление на цревата, бидејќи самата билка дејства антивоспалително, па затоа при најразлични воспаленија во нашето тело би требало да се употребува билка сама или во комбинација со други.
За какви видови на воспаление, значи може да се употребува кај наразлични видови на воспаление, како што се, например, воспаление на плуќа, потоа воспаление на уринарни патишта, воспаление на зглобовите, потоа воспаление на надворешни воспаленија, значи кожни заболувања и слично. Покрај овие заболувања, оваа билка може да се користи и една од најдобрите билки, морам да признам и да напоменам дека е најдобра за лекувањето на шекер, значи на диабет. Со тоа што значи го стимулира панкреасот, го намалува шекерот и затоа е многу позната во народот за користењето на шекер, бидејќи обично во комбинација, да речеме, со сладкарчето може да се употребува слободно, навистина добри резултати даваат и многу голем ефект се добива од оваа билка за лекување на овие заболувања. Покрај дигестивните проблеми, покрај наразличните проблеми со крварење, оваа билка е многу добра за стерилитет, бидејќи самата билка значи ја подобрува циркулацијата. Со тоа што ја подобрува циркулацијата, значи го подобрува и стерилитетот. Па затоа топло би ја препорачал да се употребува кај машки и женски стерилитет, односно ова е всушност билка универзален лек за лекување на машки и женски стерилитет, бидејќи, како што реков, ја подобрува циркулацијата, со тоа што ја подобрува циркулацијата ги снабдува гениталите, односно половите органи со крв, а кога се снабдени со крв, всушност се подобруваат сите оние функции кои што всушност се во недостиг, оние луѓе кои што имаат проблеми со неплодност, и тоа се пие по наразлична шема, односно се пијат по 40 дена, значи 40 дена секојдневно. Мажот и жената треба да пијат по една шолја до 2 шолји на ден. Обично препорачувам по 2 шолји, една на сабајле, една навечер, значи да се пие во период од 40 дена и двајцата, бидејќи како што реков ја подобрува циркулацијата, а со тоа подобрува значи и машки стерилитет и женски стерилитет. Кога веќе сме кај циркулацијата, неизбежно е да не кажам дека оваа билка е многу добра за лекувањето на наразлични срцеви проблеми. Сите оние кои што имаат проблеми со слабо срце, да речеме, тука настапува коренот кој што треба да се употребува. Значи коренот е многу добар за лекување на срцеви пречки, на срцеви заболувања, за подобрување на циркулација, додека пак листот може и листот да се употребува, но листот е нешто со по-слаб ефект кога станува збор за срцеви заболувања. Доста добра билка за лекување на анксиозност, доста добра билка за лекување на нервни заболувања, на сите оние кои што имаат панични напади, нервни заболувања, депресија и слично, би требало да употребуваат оваа билка во комбинација со лаванда или во комбинација со камилица или во комбинација со маточина. Изванреден ефект ќе имате во лекување на наразлични нервни заболувања. За подобрување на циркулацијата, значи може да се комбинира со розмаринот, потоа може да се комбинира значи со многу други билки, безбедна билка е да напоменам, може секој да употребува, бидејќи и самото име здравец покажува колку билката всушност има широк спектар на лекување и колку е таа всушност здрава. Покрај тоа што се употребува значи за сите овие заболувања, оваа билка е многу добра за намалувањето на високиот крвен притисок, па затоа сите луѓе кои што имаат проблеми со висок крвен притисок би требало да ја употребуваат оваа билка, и топло би препорачал значи секој доколку имате можности да одгледувате оваа билка на вашите тераси, не бара специфични услови, едноставно сака подсенка, значи вадете ја доволно и верувајте дека оваа билка може да ви дарува многу, има широк спектар на лекување и едноставно е една од, да речем, моите топ 10 билки, бидејќи го опфаќа секој спектар на лекување, односно повеќето од заболувања оваа билка ги лечи. Со тоа што има во неа радиум во нејзиниот состав, покажува дека всушност се употребува кај наразлични малигни заболувања, бидејќи радиумот на некој начин делува како природна хемотерапија, односно како природно зрачење, па затоа сите луѓе кои што имаат проблеми со наразлични канцерогени заболувања, на потешки заболувања, за подигање на имунитетот, бидејќи изванредна за подигање на имунитетот, топло би ја препорачал оваа билка, секако во комбинација со други билки. Тука настапуваат значи силимаринот,
односно белиот трн, шарениот трн, потоа се употребува во комбинација значи со силимарин, со руса трева, со корен од глуверче, значи се прави една комбинација. Овие комбинации можете да ги најдете во мојата книга Даровите од големата мајка природа. Бидејќи изобилува оваа билка со доста квалитетни минерали и витамини, затоа би препорачал да се употребува кај канцерогени заболувања. Покрај значи овие сите заболувања, покрај најразличните циркулации, најразличните лекови кои што може да се прават од оваа билка, дури може во услови значи кога имаме проблеми со непцата, со усната шуплина, кај афти да речеме, крварење на непцата, за зацрстување на непцата, за зацрстување на зъбите, би препорачал да се користи оваа билка. Потоа се користи кај хемороиди. Изварена билка за лекување на хемороиди внатрешни или надворешни. Надворешно се става во форма на облог, а внатрешно се пие во форма на чај. Здравецот верувам дека сите ви е позната по тоа што е карактеристична билка за Ѓурѓовден. Значи во народот и самото име здравец е познато дека всушност оваа билка покрај што е лековита, народот ја употребува и за магиски цели, односно станува збор за една доста магична билка и за доста мистериозна билка, каде што всушност за Ѓурѓовден, дента пред Ѓурѓовден се закиснувале листови од здравец, 3 или 9 листови во вода, да стои во текот на ноќта под звездите, а потоа пред изгреј сонце за денот на Ѓурѓовден се миеле со оваа вода, со тоа да си овозможат здравие, потоа со оваа вода го прскале домот, ја врзувале со црвен конец и потоа ја ставале над вратите со цел да овозможат здравие и среќа и берекет во домовите. Значи, како што реков, станува збор за самовилска билка, така наречена во народот. Доста луѓе навистина ја гледаат оваа билка и ја ценат оваа билка, поготово старите. За старите е една магична билка која што и се поклонуваат и која што, како што реков, има широк спектар на лекување, не само што лечи, туку се употребува и за најразлични ритуали и церемонии. Како да припремите значи лекови во домашни услови од оваа билка? Пред се е тука чајот кој што се прави од оваа билка и тоа се прави значи од надземен дел. 2 супени лажици суви листови со цвет се попаруваат со 500 мл зовриена вода. Да стои поклопено 30 на минути, се процедува и се пие една шолја сабаља, една шолја навечер, 30 минути пред јадење. Овој чај се пие 2 недели, потоа се прави пауза од 1 недела и потоа повторно се продолжува третманот. Од коренот се прави значи така што една супена лажица корен се става во 500 мл ладна вода, потоа се става на оган и се остава сето тоа додека не зоврие. Значи коренот исклучително мора да врие за да може да ги пушти неговите лековити супстанции во водата. Штом зоврие, врие уште 2 до 3 минути, потоа се трга на страна, се поклопува да стои тоа од прилика 1 час. После 1 час се процедува и се пие 1 до 2 шоди на ден. За луѓе кои што имаат проблеми со крварење, поготово крварење од носот, значи се зема еден тампон или можете со чепкалка за уши. Добро тоа се става, значи се накиснува во одворот од чајот од здраве, значи без разлика дали правите од коренот или од надземниот дел, и потоа се става директно во носот или доколку го правите со чепкалка за нос, значи гледајте да не се повредите, значи да не одите пред лабокот, на површински се намачкува со чајот од здравец, верувате дека за многу брзо крварењето од носот ќе престане. Потоа, од оваа билка можете да си направите вино кое што е извънредно за лекувањето на срцеви проблеми, односно проблеми со јакнење на срцето, миокардија, ангина пекторис и слично. Се прави исклучително од коренот, значи 50 грама корен ситно сецкан, добро измиен, испран, се става во 1 литар бело вино, да стои тоа 21 ден. После 21 ден, значи се процедува во вино и се пие по една ракиска чашка на собајле гладно за циркулација и за подобрувањето на работата на срцето и срцевиот мускул и за негова прихрана секако. Надворешно се употребува значи во форма на масло. Маслото го правиме како што кажав со полусвежа билка, како што веќе кажувам во неколку емисии. Значи полусвежа билка ја полните лесно во една тегла
и потоа наливате ладноцедено или ладноцедено сончогледово или маслиново масло до врв, 2 прста да биде над билката, се затвара да стои 40 дена. После 40 дена се процедува ова масло и се користи локално, односно за премачкување на различните кожни промени на кожата, потоа може да се користи кај црвенила, кај акни, доста добро е кај акни, доста добро е кај бубулици, доста добро е за хемороиди. Значи ова масло може да се користи кај хемороиди. За оние луѓе кои што имаат проблеми со хемороиди, пак можете и самиот лист, како што е, да земете 2 до 3 листа, да ги столчите и потоа се премачкуваат со свинска маст, како што е самиот лист, се спојуваат вака 3 листа од прилика, се мачка со свинска маст на горниот дел од листовите и потоа се става на местото каде што е хемороидот. Многу добро е за спречување на крварењето, многу добро е за лекување на истите. Дури да речем и оваа облога која што е од листот од здраве, можете да ја користите и за различни убоди од инсекти, па така исто доколку сте во природа, во планина шетате во апна лоса или стршен или пчела или било што, или некој инсект кој што чеше и доста иритира, прва помош, вие билката здравец, ја земате, можете да изгмечите, чисто за да го пушти незиниот сок, или пак може да земете на 2 камена да источите и директно потоа се става на местото каде што е убодот. За многу брзо време ја ублажува болката, го намалува воспалението и иритацијата и всушност спречува да настане оток. Во комбинација со мешунките, односно тие лушпите од граф, може да се користи слободно за лекување на дијабет. Јас за дијабет всушност имам капки кои што ги правам и се многу добри, кои што, да речем, најголема компонента и најголем составен дел од овие капки е всушност здравецот, листот од здравец исклучително. Се користат 3 пати на ден по 20 капки. Вие во домашни услови можете да користите само чајот од здравец, да го пиете, или како што реков во комбинација со други билки, доколку немате мешунки од граф, може да се користи слободно напоредно, односно во комбинација со црвен кантерион, потоа може да комбинирате со вранилова трава, може да се комбинира со листови од боровинка и слично за подобри ефекти. За стерилитет, како што реков, се пие 40 дена, се прави чајот по дадениот рецепт, се пие 40 дена за машки и за женски стерилитет. За лекување на нервни состојби, односно за лекување на нервни заболувања, депресија, анксиозност, панични напади, стресови, стравови и слично, се комбинира оваа билка со рузмарин, мајкина душица, камилица, маточина, лаванда, хмелј, јаглика, имате многу билки, имате ризница од билка, може да се комбинира слободно со било која билка, нема никакви штети, пак ќе напоменам, нема никакви нуспојави, единствено би препорачал да внимаваат луѓето со низок шекер, односно да внимаваат и луѓето со низок притисок, бидејќи како што реков не прави пат на шекерот и прави пат на притисокот, па затоа не би сакале да се појави друг проблем, односно да имате низок притисок или многу низок шекер. Единствено за контраиндикации кај оваа билка не се познати, не се испитани, единствено внимавајте за сите оние кои што можеби ќе се појават некои алергиски реакции, кои што многу ретко и не би требало, и секако за деца доелки и бремени не се препорачува оваа билка. За деца над 10 години може слободно да се употребува. Се надевам дека дознавте нешто повише за оваа билка, се надевам дека ќе посветите повеќе внимание, ќе ја цените оваа билка, ќе ја насадите, ќе ја донесете од планина и ќе ја имате. Ви благодарам за вашата гледаност, се гледаме во наредна емисија, ви посакувам се најдобро, поздрав!